Здраво и добре дојдовте на YouTube каналот на Скратен корнер. Моето име е Кирил, а денеска ќе ви зборувам за светското првенство. Знаете дека се одржува светско првенство, така? Ако знаете дека се одржува, пишете ни тука долу во коментарите каде. Ајде, брзо. Денеска зборуваме за Аргентина, односно за шансите на Аргентина на ова светско првенство и како оваа репрезентација може да го освои престижниот трофеј. Знаеме зашто хајпот е толку голем околу Аргентина, нели? Го има Лионел Меси, на кој што ова веројатно му е последно светско првенство и последна шанса да стигне до единствениот трофеј кој што му недостасува во неговата кариера. Така што ова светско првенство е многу важно, не само за него, не само за аргентинските најувачи, туку и веројатно за перспективата кон она што се нарекува дебата за најдобриот на сите времиња. Ќе ни даде дополнителна перспектива ова светско првенство во зависност од тоа што ќе се случи. Сега за сега, двајцата играчи кои што влегуваат во оваа дискусија од нашата генерација барем, Кристијано Роналдо и Меси, и двајцата отидоа понатаму во нокаут фазата. Ајде сега да анализираме како Аргентина може да го освои светското првенство. Ги видовме надпреварите од групната фаза и видовме каде се добри, каде се лоши аргентинците и една работа може да се заклучи. А тоа е дека и покрај тоа што се многу добри, технички и во однос на пристапна игра, и во однос на тактика, и во однос на подготвеност, и во однос на концентрација, сепак се малку стари. Морам да го забележам тоа како не е некоја лоша страна, искуството секогаш додава на квалитет, нели? Меѓутоа се гледа дека не можат да одговорат на истото темпо играчи како Отаменди, Ди Марија, па дури и Меси во однос на другите репрезентации, па дури на нивните соиграчи. Затоа сметам дека клучно за нив ќе биде она тактичко искусно намалување на темпото во клучните надпревари. А го имаат најдобриот играч за да го направи тоа, нели? Ако не може Лионел Меси, кој би можел? Верувам дека ова ќе биде клучен фактор. Доколку успеат да го направат темпото така што највеќе ќе му одговара на Меси, односно без многу бркање по теренот, без многу контри за овозможување за противниците, па дури и за себе, и се додека се игра позиционо, мирно и топката ја, односно поседот го имаат под контрола аргентинците, верувам дека секогаш ќе бидат во фаворитска улога, токму поради играчот со број 10 на неговиот дрес. Дали тоа можат да го направат? Дефинитивно. Дали ќе го направат? Веројатно зависи од Скалони и од инструкциите кои што ќе им ги даде тој на играчите. Средниот ред на Аргентина ќе биде клучен во остатокот од ова првенство. Знаеме дека нападот може да постигне гол против било која екипа. Знаеме дека одбраната не е сјајна, меѓутоа се бори неверојатно многу, особено играчи како Лисандро Мартинес кои што не само што има одлична сезона на клубски план, туку продолжи таа форма и на светското првенство и мислам дека никогаш досега не разочарал во аргентинскиот дрес. Потоа тука се Нахуел Молина, тука е Акуња, левиот бек, кој што доста добро се прикажа во последниот надпревар против Полска и имаше многу простор да напаѓа по таа лева страна. Ама средниот ред сепак ќе биде клучен. Тоа е оној кој што може да го прекрши надпреварот кон победа или пораз или нерешено или што и да направи. Зошто го велам тоа? Затоа што се што видовме досега е единствено добра форма на Енцо Фернандес во неколку минути од надпреварите. Меѓутоа изостанува учинокот на еден Леандро Паредес, а особено учинокот на еден Родриго де Пол, кој што влезе со огромен хајп на ова светско првенство и испадна дека се што му е бодигард на Меси или не знам како да го наречам. Скоро и да не видов добар пас од него, а знаеме дека е играч кој што изобилува со квалитет, го видовме тоа и во Удинезе, го гледаме тоа и во Атлетико Мадрид, иако на епизоди. Така што, првотимска улога за Енцо Фернандес мислам дека е задолжителна во нокаут фазата. Сметам дека тој може да ја направи оваа разлика во средината и доколку Родриго де Пол качи само едно ниво на својата игра, сега за сега на светското првенство е апсолутна нула, ако качи на единица, автоматски се подобри Аргентина, нели? Да, мислам дека ќе имаат во тој случај доста големи шанси за освојување на светското првенство. Го имаме оној фантастичен двоец кој што кој знае колку години од 2008 Олимпијадата во Атина, мислам дека беше,
кога го освоија заедно првиот трофеј, Ди Марија и Меси продолжија натаму во репрезентативната кариера, заедно, чекор по чекор, еве ги заедно се и на клубски план сега, заедно се и во репрезентацијата, на една последна турнеја по големото богатство. Не, како се вика? По големиот трофеј, по најголемиот трофеј. Бум, светското првенство. Да, ете, по Холи Грејлот. А друштво во репрезентацијата, односно во нападот на репрезентацијата, сега за сега им прави Лаутаро Мартинес. Тука имам предлог. Ајде да престанеме со Лаутаро Мартинес. Може, мислам дека му дадохме доволно шанси во Аргентина изминативе 2 години. Добар е, супер е, нека се оди во Интер, нека се загрева за сезоната, јануари е блиску, ќе треба да почнат повторно куп надпреварувања, Интер брка топ 4, дајте му малку да одмори и пуштете му шанса на човекот на Владко, Джулијан Алварес. Верувам дека неговата форма мора да се искористи на ова светско првенство. Пред самиот старт во увертирата за светското првенство, тој фати форма и за Манчестер Сити, дојде летото во фантастична форма од Ривер Плата и сега мислам дека би било грев да се чува уште неколку надпревари на клупата. Дојде нокаут фаза, неговата брзина, неговата одлучност и играта со двете нозе можат да бидат клучни за нападот на Аргентина. Така што, ајде да повториме или да сумираме. Како може Аргентина да го освои ова светско првенство? 1. Намалување на темпото. Намалување на темпото со цел да им одговара повеќе на играчите кои што се постари, кои што не можат толку многу да трчаат, но кои што имаат премногу квалитет во нозете. А тоа се пред се Лионел Меси и Анхел Ди Марија. Втор фактор. Средниот ред. Средниот ред ќе биде вклучен, односно активирањето на Енцо Фернандес и по можност враќањето на формата на Родриго де Пол ќе бидат клучни и верувам главен фактор за прогрес на Аргентина се до финалето, па може би евентуално освојување на светското првенство. Третиот фактор, повеќе Джулијан Алварес, помалку Лаутаро Мартинес. Ајде да направиме мудра опција. Може Скалони? Имате вие мислење на темата? Ако имате мислење, тогаш пишете го тука долу под ова YouTube видео во коментарите или пак побарајте не некаде на социјалните мрежи, секаде сме активни, Instagram, Facebook, Twitter и слично. Ќе си направиме и LinkedIn профил, мислам дека набрзо, така што пишете ни мислење. Тоа беше се за денеска, останете со екипата на Скратен корнер бидејќи следуваат уште многу анализи.